Значи, по 14-ти пат се одржува поетската манифестација Поетско Мракукуле. Можам да кажам дека иницијатор на оваа поетска манифестација беше друштвото Пела, а посебно нејзиниот духовен водач, ако можам така да се изразам, поетот, уметникот, музичарот Љубен Динкаровски Динкаров. Значи, 14 години поред ја одржуваме оваа поетска манифестација, богата со настани, богата со уметнички случувања. Значи, покрај поетскиот дел, одреден период имаше учество на музичари, учество на ликовни уметници, се одржуваше под Марковите кули. Градската библиотека беше еден од главните организатори на таа манифестација. Како резултат на одржувањето на Поетско Мракукуле, секоја година издаваме зборник на учесници кои учествуваат на Поетско Мракукуле, така што и оваа година ќе издадеме зборник Поетско Мракукуле 2018 година. Јас им посакувам на новите учесници во организацијата на оваа манифестација многу успех и уште поголеми резултати. Градската библиотека понатаму стои на располагање за секаква помош и соработка. Зошто годинава му ја откажавте љубовта, да не бидете повеќе организатори во иднина? Па, ние 14 години ја организираме оваа манифестација и целокупниот финансиски товар паѓаше в библиотеката. Смятаме дека според она грчка поговорка сите ќе се менува, смятаме дека треба да се внесат нови организациони форми, нови луѓе, нов дух, нова идеја и сметаме дека нашиот принос е значаен, меѓутоа треба навистина да се почне со нова организација, нов систем, нов начин на работа. Годинава има некаква финансиски средства кои ги финансира одржувањето? Па и оваа година, значи зборникот го издава Градска библиотека Борка Талевски, а додека техничкиот дел имаме подршка од Домот на култура. А и уште колку учесници има пријавено, отприлика знаеме бројка? Па, секоја година се пријавуваат околу 50 на учесници. Мислам дека и оваа година има над 50 учесници. Од цела Македонија? Од Прилеп и од другите градови на Македонија. На 20 учесници и од далечна Австралија. Ќе има гости и од Србија, така да има многу учесници. Биде убава манифестација, да.